Поутро се наоѓам во амфитеатарот на интерните клиники, заедно со организаторот на настанот, кој заедно ќе го најавиме, со господинот Сабри Азири. 30 уметници се вклучија во овој настан на Сабри, каде што донираа 30 уметнички дела, со цел да се разубават болничките простори. Но деталите секако ќе ги дознаеме од вас. Добро утро. Добро утро, добро дојдовте. Од 15 февруари почнавме акцијата со нашите прекрасни уметници кои што сакаат да донират и сакаат да придонесат за амбиентот и расположението во болничките простори да биде поубаво, затоа што сметаме дека треба да се навикнеме да гледаме убави работи. Ова не е прв пат што нашите уметници донираат, вкупно се 30 дела, некои од уметниците донираат по 2 дела. Ова го почнавме со Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија пред неколку години. Стапивме во контакт со нив од 15 февруари до 5 март ги собравме сликите заедно со менаџментот на гастроклиниката, со директорката професор Мерит Трајковска. Ги земавме сликите, ги собравме, ги однесовме, ги урамивме и денеска свечено сите уметници доаѓаат и ќе биде примопредај на сликите. Ќе ги земеме и ќе ги монтираме во болничките простори, поточно по ходниците и по работните простори, затоа што нели сите сме ние негде потенцијални пациенти и убаво е кога ќе одиме да видиме нешто убаво, а овие ремек дела треба да се бидат изложени и да можат пациентите да уживат, да ги анализират, да ги следат и да уживат во таа прекрасна гледка. Сликите се од наши уметници кои што несебично одговорија позитивно на повикот. Сите сакаат да донират и за другите клиники. Денеска се поканети тука сите директори од другите клиники и веруваме дека ова традиција и ова иницијатива ќе ја направиме и по другите клиники, за да може нели работните простори да бидат поубави, средени, затоа што нели кога сме ние негде пациенти одиме, има пациенти кои што лежат 7 дена, 14 дена и така натаму и се уморуваат од гледање само на една боја, нели бела или било каква, и сликите се таму за да можат пациентите да гледат и да уживат. Ја поздравуваме ова иницијатива, им се заблагодаруваме јавно на сите уметници и да продолжат вака да бидат хумани и да помогнат. Така, верувам дека ова ќе поттикне хуманост и кај другите уметници кои што ќе продолжат со хуманитарни акции и вие како организатори, но исто така и болничкиот персонал да ужива во уметничките дела освен пациентите. Ќе се доделат и благодарници исто така на овој настан. Денеска ќе доделиме благодарници за сите уметници. Имаме направено и брендирани пенкала во знак на благодарност за уметниците. Ќе направиме една заедничка слика. Имаме направено благодарници за секој еден уметник, така да тоа е денешниот евент. Така, и ние ќе го проследиме истиот настан, да се гледаме за убави работи и други хуманитарни настани. Ви благодариме многу. Во врска со настанот, која е целта на организирањето на ваков хуманитарен настан? По иницијатива на господинот Сабри Азири, значи замоливме што повеќе уметници да ни излезат во пресред, за да го оплемениме просторот на клиниката, бидејќи сме на мислење дека уметноста и хуманоста, како и медицината, се на една иста линија. За среќа не излегува многу во пресред, така да сме благодарни што денеска баш на Светскиот ден на поезијата ние ќе ја примиме оваа донација, која секако ќе го разубави не само животот на вработените секојдневно, туку ќе даде еден друг аспект на пациентите кои тука доаѓаат со големи проблеми и мислиме дека ќе им го олесниме престојот. Дали ова значи дека се следат примери од некои други држави каде што вакви слични хуманитарни донации на слики има или ова тука од наша иницијатива? Мислам дека е повеќе од локален пример отколку од други држави, бидејќи јас во еден за мене тажен момент легов на клиниката за пулмологија и ги видов сите тие прекрасни слики таму и тој оплеменет простор. Разговарав со господинот Сабри и тоа беше негова иницијатива и се договоривме дали може истото да го направиме и за нашата клиника.
А во продолжение уметникот и професор по ликовна уметност Данчо Ордав. Добро утро и до вас. Вие сте еден од ликовните уметници и учесници на овој хуманитарен настан. Учествувавте со ваше дело кое што го дониравте на интерната клиника. Апсолутно. Заедно со Сабри Азири направивме прво, ова е втора донација. Почнавме, на некој начин сум координатор, али тоа не е ни битно, нели? Координатор да се направи пулмологија, направивме комплетно, значи опремивме. Колку дела тогаш дониравте? Имаше околу 25-130, така нешто. Само ваши дела или од други уметници? Не, ова е све тимска работа со колеги. Секој по една или по две работи дава според оно. Сега и овдека по иницијатива исто на Сабри Азири, по иницијатива дали може да направиме по акција. Како не можеме? Можеме. Со негово викање, со мои колеги јавување, сето тоа, сите се договоривме да дадеме. Знаете што се реновира, да речеме, еден простор. Унатре се пациенти, вработени. Секојдневно се по толку и толку сата, дене и ноќе. И тие зидови жалосно е да останат празни. А ние сме секојаш сигурно дека голем број уметници се секојаш спремни да донираат дело за таква работа. За клиники, за некого му потребно за здравје. Да. Нели, помош, донација. Така да со сето срце комплетно даваме што можеме. Тоа го работиме, тоа можеме да даеме. Какво дело насликавте по повод овој хуманитарен настан? Па, знаете што? Донација е поклон. Во донацијата не можете да кажете тема. Вие оставате на авторот. Дали она што го работи да биде во негов стил, да биде негово. Некој ќе се најде во оваа слика, некој во онаа другата, некој во третата. Тие луѓе што по неколку денови, да речем месеци, не да може да седат таму, нели, во клиниката, ќе видат едно, ќе видат друго, ќе видат трето, малку, негдека има бои, негде нема бои, така да малку ќе се ги отргнат мислите. И ќе им биде убаво. Да, верувам дека на вас ви е убаво, кога знаете дека сте направиле такво хумано дело и на некој начин помагате полесно да ги пребродат пациентите тие болнички денови, но исто така и болничкиот персонал ќе ужива во истите дела. Апсолутно. Знаете што често пати еден вид на луѓе кој што прави добро, кој што помага. Мене некојаш ќе ми кажат: "Еј, ми направи ова услуга." Не бе, јас си направив, себе ми е за мене ми е задоволство да дадам, да помогнам. Значи тоа е моето задоволство. А дали ќе ми даеш благодарница или ќе ми даеш ова, немам никаква корист. Не сакам корист. Јас си го направив задоволството да помогнам, дали на различни начини на некого. Тоа е основата, мислам.